СДСМ и ДУИ надолго и широко барале начин да го спасат СЈО, но и начин бомбите да не бидат доказ во кривични постапки, меѓу кои се опфатени и лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и високиот функционер на партијата Бујар Османи. Сега власта се надева дека законот што го напишале нема да трпи промени кога ќе влезе во собранието, но потребното двотретинско мнозинство за истиот да стапи на сила го немаат обезбедено. Министерката за правда Рената Десковска денеска убедуваше дека со новото законско решение, каде бомбите нема да бидат доказ, немало да се нарушат постапките, односно никој немало да биде амнестиран. Па од тука се наметнува прашањето, ако бомбите биле само индиции, како што вели Десковска, зошто тогаш воопшто да не важат во постапките за случаи каде се осомничени и нивните коалициони партнери? Разговаравме на повеќе нивоа со различни луѓе кои што се во парламентот, кои што треба да го обезбедат двотретинското мнозинство, и имаше навистина отпор за користењето на аудио материјалите, но исто така имаше и одредени предлози за формулации кои што на некој начин ќе значеа почнување на судските постапки од почеток. Значи таква опасност со овие одредби нема. Со новата законска регулатива СЈО треба да биде под капа на државното обвинителство, односно обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. За да им најдат работа на обвинителите од СЈО, власта во законот одредила тие да се занимаваат со висока корупција, односно кривичен прогон само на политичари и функционери. Вчера опозицијата побара лидерска средба пред законот да влезе во собранието, но генералниот секретар и пратеник на СДСМ Кирацовски денеска кажа дека нема да дозволат измени на законот. Осумте одметнати пратеници од ВМРО ДПМН досега не излегле со став дали и овој пат на власта ќе го обезбедат двотретинското мнозинство. Од досега сработеното, СЈО главно води кривичен прогон против поранешни државни и партиски функционери на ВМРО ДПМН.